става јасно дека некој превземал обврска Македонија да ја доведе, да се согласи, да подпише во подчинета положба кон друга држава. Доказ за тоа е брзањето на власта во скратена поставка да го протурка овој договор со Грција без да даде можност да има расправа и аргументи. Ако договорот е толку добар, колку што тврди, зошто власта не организира прослава? Ако договорот со Грција е толку добар, зошто го криеа до последен момент? Ако договорот со Грција е корисен за Република Македонија, зошто го гласа во еден ден и зошто ја менуваат матичната комисија, која може би одлучеше да расправат 3 дена, 13 дена, 30 дена? Да покани професори, уставно право да се вклучи. Тоа, почитувани граѓани, покажува дека овој македонско-грчки договор не е компромис, туку е уцена која што некој морал да ја подпише. Дали за претходно сторени действија и превземени обврски, или за одредени награди кои што во иднина ќе следуваат. На тие личности кои што ова го направиле во свое име, занемарувајќи го народот, интересите на граѓаните и институциите како што се Собранието и председателот на Република Македонија. Со ваквиот договор Македонија, за жал, самата ја поништува и ја суспендира меѓународно правно валидната пресуда на Меѓународниот суд на правдата која што беше во наша корист. И имајќи ги предвид тука кршењето на процедурите во Собранието од така наречениот председател Џафери, само ќе кажам дека дури и во Меѓународниот суд на правдата има повеќе почит, право, почитување на процедура, демократија и аргументи, отколку што тоа го има во Собранието на се уште Република Македонија. Со овој договор Република Македонија се откажува од напорите и успесите кои што биле постигнати од сите влади од 1991 година до денес и сите председатели на држава, кои што беа кронисани досега со 140 земји, кои што уставно не признале под нашето име, меѓу кои и Соединетите Американски држави, Канада, Русија, Кина и многу други. Затоа би сакал да кажам дека е јасно зошто владата го злоупотребува европското знаменце за договорот кој што е уцена од страна на Грција. Затоа што не сака за ваквиот договор да има отворена, сериозна расправа. Сакаат што побрзо да го изгласаат и тоа е најголемиот доказ дека овој договор има многу фалинки и дека овој договор не е од корист за Република Македонија. Овој договор правно е антиуставен, а национално е понижувачки. Понижувањето ќе го трпи македонскиот народ и сите други правдолюбиви граѓани кои што со ваквото работење на Собранието чувствуваат правна несигурност и за себе и за Република Македонија. Би сакал дополнително да кажам дека ваквото однесување, злоупотребата од страна на владата на европското знаменце е многу лесно докажлива. Пред некое време, кој имавме договорот помеѓу Македонија и Бугарија, што беше тој договор различен, за да нема европско знаменце, а уцената подпишана со Грција да има европско знаменце? Што беше тој договор со Бугарија поразличен и таа земја членка на ЕУ, за да не оди по скратена постапка, а договорот со Грција и подпишаната уцена доди по скратена постапка? Овие однесувања се докази дека оваа власт не е спремна да ги почитува правните норми на Собранието, кога нема аргументи за штетни договори кои што ги подпишува во името на се уште Република Македонија. И на крајот, ќе кажам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, заради ваквото однесување, прекршување на принципи, закони, деловник, устав и самиот интегритет на Собранието, ќе ја напушти работата на Собранието. Не планираме да бидеме соучесници
во носењето на штетни договори за Република Македонија кои што државата ја доведуваат во подчинета состојба, а истовремено тоа се прави на еден недемократски начин со прекршување на законите, на уставот и на деловникот.